Намањето сместувачки капацитети во подбеласичкиот појас и понатаму останува голем недостаток за развој на туризмот во овој регион. Туристите кои доаѓаат да ги посетат убавините на овој предел често пати се соочуваат со фактот што нема доволно преноќалишта, па мораат истиот ден и да заменат. Општинските власти свести се за состојбата, но се надеваат дека по урбанизацијата на неколкуте парцели во близина на Смоларските водопади, инвеститорите ќе пројават интерес за изградба. Со тоа би се решил проблемот со преноќувалиштата на туристите. Тоа е како недостаток е веќе утврден и виден кај нас. За таа цел ние веќе работиме активно на надминување на овој недостаток. Со самиот процес на урбанизација на овие локации, значи предвидовме неколку парцели за изградба на вакви сместувачки објекти. Пред се една парцела во близина на Смоларскиот водопад, таа е веќе продадена и во тек е изградба на еден мотел за сместување. Постои уште една парцела која што ќе ја ставиме на објава за продажба. Се надеваме дека приватниот сектор ќе го најде својот интерес за овие парцели и ќе го надминеме овој проблем што го имаме. Годишно се проценува дека во посета на Смоларските и Колешинските водопади, но и другите културно-историски знаменитости во овој регион ги посетуваат преку 40.000 туристи. Во подбеласичкиот регион се прават и напори да се обезбедат услови за развој и на руралниот туризам.